Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц изрази надеж дека по локалните избори зимјава ќе ги донесе уставните измени за продолжување на евроинтегративните процеси, кои како што вели се блокирани поради идентитетски прашања. Во изјава за Европската новинска редакција од чиј дел е МИА, Вајц оценува дека македонската влада полека но сигурно ги спроведува прашањата поврзани со малцинствата и безбедносните прашања и дека има одреден напредок. North Macedonia is still blocked by Bulgaria. Unfortunately, there's a lot of identity questions that are blocking their progress. There is certain progress, but the actual breakthrough we're still missing. There were now local elections, and we're hoping that after the local elections, Prime Minister Miskovsky will do the needed changes of the constitution, include Bulgarian community into the constitution as a minority. And this would set the way free for actual start of negotiations. Темите за проширувањето, но и начинот на носење одлуки денеска се најдоа и пред европратениците. Во презентација на резолуцијата насловена за институционалните последици од преговорите за проширување на Европската унија, италијанскиот европратеник Сандро Гози посочи дека потребно е воведување на квалификувано мнозинство и отстранување на правото на вето за техничките прашања од пристапниот процес. На иста линија е и еврокомесарката Марта Кос, која оцени дека едногласноста веќе ја губи смислата. Our report proposes the use of qualified majority voting only for intermediate stages of the enlargement process, 150 cases of decision on technical and sectoral matters. It is time to break free from the shackles of unanimity. The position of the Commission is long-standing, consistent and well-known. Unanimity no longer makes sense if the Union wants to play its role. Македонија, иако не беше воопшто спомената, сепак бугарскиот европратеник Станислав Стојанов во темата за квалификувано мнозинство препозна можност и Македонија да има бенефит. Северна Македонија, която все още не е член на Европейскиот съюз, открито се застъпва за гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. Това е опит за заобикаляне на ангажиментите без право на вето. Европейскиот съюз се превръща в Съветски съюз. Изјавата на Стојанов следи откако бугарскиот претседател Радев ја повика Унгарија да ги убеди властите во земјава дека промената на уставот е неотповиклив услов за членство во Унијата.